Ако постои опозицијско расположение, еве барем кај гледачите што не гледаат нас, што читаат Инфомакс, што ги следат нашите емисии, ако постои такво опозицијско расположение и ако констатираме сите дека постои опозицијско расположение, меѓутоа нема опозиција формална, нема лидер опозицијски, тогаш можеме да заклучиме дека граѓаните бараат опозиција, а најголемиот опозицијски фактор решава опозицијското расположение да го тргува со владата. Значи опозицијското расположение кое што постои кај граѓаните, опозицијата, така наречена опозиција, се обидува на себе да си ја препише, да си го препише тоа опозицијско расположение и со истото да тргува за личен интерес со владеачкото мнозинство. Кога да критикува? Овие кои што сега и тоа малку опозицијско расположение кое што постои го тргуваат и го минираат и го анулираат, како тие да не ги критикува. Ке гледате деновиве. Една ситуација во која што сторија, во која што се вмешани сите и власти и така наречената опозиција. За тендер, конкретно со факти, со изјави, со све. Ке гледате скоро. Овој човек е опозиција у држава. Па да. Овој човек е И опозиција. тоа не е, и овој не е политичар, он си е синдикат. Да, ама по текот на нештата зборот опозиција значи дека се противи на нешто. Овој човек сам им се спротивставува на политичките елити.